И сега е време малку поблиску да ја запознаеме нашата гостинка која заедно со нас ова утро ја отвори емисијата, Славица Таневска, нашата млада и талентирана уметница која е гостин домакин ова студио. Пријатно ќе ми биде да го слушам вашиот разговор и само да ја прашам, Славица, дали ти е убаво чувството, дали ти се чувствуваш во природна средина, бидејќи не секој под овие камери и под овие рефлектори се чувствува пријатно? Па искрено, вашата енергија е таква, се чувствувам како дома да цртам. А и што мештафе лајот до мене, веднаш сум сигурна. Одлично. Дали да те понудам второ кафе, чај или нешто друго? Фала, за сега ова кафенце е доволно. Одлично. Повелете со вашиот разговор. Истото ми го кажа додека ги читаше ти сузе вестите, дека и е навистина пријатно овде во студиото со нас. Сега за оние кои што се вклучивте подоцна во емисијата. Имам навистина огромна чест ова утро да ни е наша прва гостинка Славица Таневска, која што е родена во Охрид и кој што е на своји 27 години е веќе магистар по ликовна уметност. Славица Таневска во 5-то оделение, единствена од своето училиште, настапува на детските рацинови средби, каде што освојува прво место. Веќе на 12 години ја има својата прва самостојна изложба, од тогаш до сега има 11 самостојни изложби, 74 учества на меѓународни изложби, односно на групни изложби и 12 учество на меѓународни колонии. Има огромна биографија, јас ќе се потрудам да кажам се во овие неколку минути во оваа најава. Славица е добитник на безброј награди, од кои што позначајни се признанијата и наградите од Руската Федерација, од Арапските Емирати и од Словенија. Славица доби и сега награда, тоа е овој портрет овде, од Србија, така? Ете така. Инаку, покрај тоа што слика, имате можност да ги видите незините дела, имате можност да ги видите и низ фотографии. Прекрасно слика икони, еве овде иконата Света Петка, донесена. Ние ја посетивме и твојата изложба во Кора, кога беше баш за иконите изложбата. На 18 години ја има напишано својата книга Траги на времето, низ цртежи на 100 селски брсјачки градби во Македонија. Тоа е оваа книга и во поново време дизајнира накит. Накитот е овде поставен. Ке го видите во текот на емисијата. Еве и овде имаме на нашата масичка и многу портрети, слики, цртежи. Морам да кажам дека си соработник на Колибри. Да. И доскоро асистент по ликовна уметност. Еве, го гледаат гледачите делот во накит, тоа беа обетки, карактеристична охридска куќа. Инаку Славица ни доаѓа од Охрид, родена е во Охрид, меѓутоа од својот по завршување на основното образование се сели овде во Скопје веќе 13 години. Доаѓа од мојот најмилен град, зборувавме за тоа. Меѓутоа се занимава и со реставрација, така? Да се надеваме дека некој од оние икони Света Софија или Канео или можеби преубавата црква во Заум ќе биде можеби предмет на твоја реставрација, ако тоа нели одлучат надлежните. Времето ќе си покаже, пред Славица е времето, 27 години и навистина биографија за секоја чест. Значи, јас ти се поклонувам и ти знаеш колку ти се восхитувам. Нема да си пресираме, бидејќи се знаеме и јас ти бев на твојата изложба. Сама ме пронајде, ми пиша на Facebook и ете, така си го трасира својот пат и така треба еден уметник, еден млад човек да се бори за својот труд, за да може што повеќе луѓе да дознаат. Од секогаш ги поддржуваме како телевизија младите таленти и секогаш ги поддржуваме и уметниците, ликовната уметност, музиката, македонската музика, го знаете тоа како наши верни гледачи. Славица, од каде кај тебе љубовта кон уметноста? Претпоставувам дека доаѓаш од уметничко семејство. Не е тоа туку така, нели? Благодарам за прекрасната најава и навистина многу работи сте запомниле. Се потрудив. Понекогаш и јас заборавам што се сум правела, така да ете јас се потсетив. А што се однесува до тоа уметноста, мојот татко е архитект, така да имам во семејството некоја блиска линија со уметноста, меѓутоа не е сликар. Уште од моето детство јас бев секогаш врзана дома за едно столче, кое што ми изигруваше масичка. И на него секогаш цртав, работев и сите гости што доаѓаат дома, прво мораше да ги видат моите цртежи,
дали им се допаѓаат да ги прашам, да ги наредам можеби во дневната често како една изложба, па дури еднаш бидејќи така почесто ме пофалуваа за цртежите, земав од дневната и им го нацртав ѕидот на моите родители со некој мој цртеж на некои 3-4 години. На вистина, толку мало. Да. И ги викнав и викам, еве да видите како ви го украсив. И нивната реакција беше, леле, сега дневната е шарена, ама како да... Ама убаво. Ама убаво и не можат да кажат ништо. И беа, добро, убаво, окей, супер, и оставија така, некоја година. Да. Меѓутоа, сепак претпоставам дека твоите родители го препознале твојот талент и мораме да го споменеме познатиот ликовен уметник Упевче, кој што впрочем го открива твојот талент и претпоставам дека те поттикнува понатаму да твориш и да сликаш. Упевче, ќе го поздравиме, тој има своја ателје баш во центарот на Охрид, преубави слики од Охрид. Мислам дека Чинерот го слика преубаво и канео во сите времиња, во пролет, лето, есен и зима. Славко Упевче е хроничар на Охрид, кој што го бележи Охрид ни сите времиња и ни сите сезони. И е уметникот кој што ми даде шанса да направам самостојна изложба на 12 години во Центарот за култура Григор Предличев. И Славко е еден од ретките кој што и денес кога ќе ме види на улица, прво силно ме гушка и ми вели, гледаш дека погодивме што на 12 години ти дадов да направиш изложба. Инаку да најавиме. Да, тоа сакам да кажам, да, нема да им останеш должна на твоите охриѓани. Ќе имам повторна изложба во Охрид после многу години. Некои си 10 години, сигурно и повеќе. Не сум имала изложба во Охрид. И повторно се јавив кај Славко Упевче дали би сакал да ја отвори и со задоволство прифати. Каде ќе се одржи или се уште е рано? Исто во Центарот за култура Григор Предличев е поддржана од Министерство за култура изложбата, така да веќе е закажан. Да. Јас сега, еве, гледаат, имаат можност во моментов гледачите да видат и дел од твоите цртежи кои што се овдека на нашата масичка. Сакам да те прашам што најмногу сакаш да сликаш? Дали се тоа можеби портрети, дали се овие преубави икони, дали можеби пейсажи и на која техника работиш, а во меѓувреме ќе ја замолам режијата да ги погледнеме и фотографиите кои што ни ги испрати Славица, да видат еве дел од твоите цртежи кои што не можевме да ги донесеме сите во студиото, немаше да ги собере. Па вака, јас сум мултидисциплинарен, всушност уметник кој што не е насочен во една гранка од уметноста, туку сум во повеќе расплинета, така затоа можете да видите кај мене масло, например, на платно, ова е во основно училиштен работено. Браво. Да, додека беше основно. Некој си 6-7 одделение ова правено. Икони. Еве, изложбата, така. Да, беше многу посетена и медиумски покриена. Стрипови за деца работам, што е сосема друга приказна од иконите. Така што... Значи, ако смеам да приметам, сепак некако ликовите привлекуваат повеќе? Така? Па многу сакам да навлегувам во ликовите, во како размислуваат, како се движат, така да портретот го облажавам, а и стриповите тука исто ми се блиски, бидејќи тука треба да направиш карактер што можеш да го повторуваш во повеќе сцени. Така што ликови, движење, експресија, тие работи мислам дека ми се карактеристични. Гледам како ме гледаш во очи, како претпоставуваш што размислувам во моментот или можеби што ќе биде моето следно прашање. Моето следно прашање помина една слика се околу наградите, околу признанијата. Може да ми кажеш која ти е можеби најомилена награда досега добиена, најинспиративна и најмотивирачка награда која што те поттикнува понатаму да твориш? Па секоја награда во некој период носела нешто да ме поттикне, ама можам да ја спомнам првата во животот што сум ја добила, сигурно таа ми била најпоттикнувачка. Затоа што тоа што го спомнавте на Рацинови средби, моето учество не беше планирано. Јас не бев планирана дека треба да учествувам. Спонтано си дојде претпоставува? Имаше свински грип во тој период. И никој не сакаше да прати дете во Велес да патува. И наставникот дојде едно попладне, бев на часови, некаде 4 попладне часот, и ми кажа дека утре има надпревар во Велес, доколку сакаш да патуваш, ние би сакале ти да бидеш учесник. А јас бев во 5-то одделение тогаш. И јас бев пресреќна, реков, сакам.
со тоа што не знам како моите родители ќе ме пуштат за утредната во 5 сабајле детето да им патува во Велес без најава. И се организиравме да отидам кај моите баба и дедо во Катланово да престојувам и да патувам во Велес, мојот татко да ме вози и да ме враќа од Катланово и назад. И не очекував награда бидејќи бев најмала. Меѓутоа, на изненадување на сите, кога ги чекавме наградите, чекавме дали може би била пофалена. Тоа беше успех за мене. И поминаа сите пофалници. Малку се разочаравме. Да, Па викаме, добре, може би е трето место, ете, понапред нешто повисоко. Помина и тоа. Помина и првото и второто место. И велиме првото, сигурно не сум најмала, толку се откажуваме. И ме читаат мене. Прво место. И после тоа работа невидена, прва изложба организирање и се понатак. Браво. Славица, јас навистина ја респектирам многу твојата работа. Она што сакам да го споменеме, да не ни отиде времето, тоа е оваа книга, напишана на твои 18 години. Траги на времето, низ цртежи на 100 селски брсијачки градби во Македонија. Овдека има и текст, меѓутоа претпоставувам има преубави фотографии. Јас би сакала ако може некако да се видат бидејќи ова се стари македонски куќи, така? Да. Како ги наоѓаше овие куќи, Славица? Еве, ова е стара македонска куќа, одеше низ од село во село, од место, како ги сликаше, како настана книгата? Еве, ова е 2015 година. Па, оваа книга ја започнав на мој 16 години, ја изледов на мој 18, значи 2 години патувања по македонските села. Добро. А ја започнав при учество на интернационалната уметничка колонија Дебрца, што се одржува во Белчиште. Таму нацртав неколку куќи во Белчишта и тоа ми се виде интересно. И таа серија ја продолжив со тоа што почнав низ Дебрца да патувам по селата. Ги сликаше на лице место, како настана овие дела? На лице место се правеа цртежи. Така, цртежи. Како сега? Еве, ова е во молив, така? Да, во различни техники има и во боја со кафејав туш во втората половина од книгата. Да, заборавив да кажам дека имаш и 4 проекти од национален интерес, поддржани баш од Министерството за култура. Може да кажеш за кои проекти станува збор? Ова наистина преубаво. Се уште вакви куќи постојат, така? Некои постојат, некои не. Значи, во тие 2 години додека патував, наоѓав куќи кои што се полусрушени. Например, првата година сум цртала куќата, постоела, втората година кога го посетувам селото, пола од куќата фали. Значи не се заштитени, на жалост. Да. Ова ми буди некои навистина убави спомени, некако така на секога, еве вака може да се види и во колор како тоа изгледа. Навистина секоја ти чест. За ова треба многу време, многу труд и претпоставувам многу откажување со оглед на тоа дека си млада девојка. И сега нешто најново што изработуваш, а тоа е накид. Да. Има можност гледачите да видат, а јас ќе сакам да покажам еве ова што е овдека, ова се мењушки, нели? Претпоставам и твоите мењушки се. Да, моите мењушки, мојот брош може да биде прекрасно. Мењушка со Фрида. Еве да нацрташ како предизвик да ти биде. Со задоволство. Како изгледа тоа, Тоа се петли, инаку ми се омилена тема и ќе бидат на следната самостојна изложба во Ухрид, ќе бидат борби на петли. Браво. Така, што тој е тој мотив. Врвна естетика, секоја чест, на вистина. Да. Борбите на петли иначе ми ги символизираат борбите на луѓето, како се борат безцелно со војни, со кавги, со разни конфликти кои што на крај до ништо не донесуваат. На крај мора некако да се најде баланс и мир. Ништо добро не донеле војните, така е. Е многу подлабока символиката. Така е. Можам ли да те прашам, која е твојата порака што сакаш да ја пратиш на публиката преку твоите слики, преку твоите портрети, преку твоите цртежи? Пред да го завршиме муабетот, ќе сакам да завршиме со иконите, пошто ова е навистина ремек дело како изгледа. Не знам како може да се види на камера, меѓутоа верувајте изгледа професионално, вистинска икона. Прво, пораката која е што ја прекаш на публиката? Па добро, бидејќи спомнав дека сум мултидисциплинарен уметник, различни теми и техники, така да се повеќе мноштво пораки кои што јас ги испреќам. Како што спомнав еве со петлите, каде што кажувам дека се конфликтите на човештвото, а не се конфликтите на петлите, тие се само символ. Понатаму портретите внурнуваат во човечката психологија, каде што не гледаме само лик, туку гледаме душа на човек. Многу повеќе.
Овдека имаме едни риби кои што се, например, символ на христијанството, кои што се направени како мозаик. Со овие старите куќи кои што ги цртам, апелирам да се заштити нашата култура и традиција. Културното наследство, и така. мислам дека тоа може би една од нитките што постојано се превлекува, иако многу работи менувам јас, дека треба да се почитуваме самите себе си. И тоа секогаш така гордо го кажувам каде и да патувам, дека ние потекнуваме од многу убава држава и убаво место, кое што треба многу повеќе да го почитуваме, а да не оставаме заборавот, овдека се уништуваат од заборав овие куќи, од оние, да речем, урнатини кои што се случуваат од временските услови, прилики, неприлики и сето тоа. Така да мислам дека таа е главната нитка која што се преоткајува низ сето тоа што го работам, иако е во многу правци насочено и не може да се каже само едно нешто дека. Многу убаво кажано, имаме уште 2-3 минутки. Сакам да кажам дека доаѓаш од градот кој што има 365 цркви, колку што има денови во годината. Еве вака, ако може малце поубаво да се види, ова е една преубава икона Света Петка. И јас бев присутна на твојата изложба во Кора. Се случуваше, мислам дека ќе ме потсетиш кога на есен беше? Октомври месец. Октомври, така. Имаше колку икони? 15 икони. 15 икони, ова се вистински нели икони. Само да кажеме дека и твојот татко ја има реставрирано, така? Или црквата во Трпејца? Ајде помогни ми или? Мојот татко ја има проектирано и изградено црквата во Трпејца и многу други цркви. Низ Охрид или низ Македонија? Низ Охрид и пошироко низ Македонија, меѓутоа претежно Охридскиот крај. И тој е градител на цркви, што е ретка специјалност да биде некој на тоа насочен. Бидејќи спомена дека е архитекта, така е. Можам да те прашам што е следно кај тебе? Што се крчка по онаа изложба која што ќе биде во Охрид? Јас се надевам како медиум ќе ја покриеме во Вестите култура, ќе ни испратиш фотографии, ако не можеме лично да присуствуваме. Што е следно кај тебе? Дали можеби ќе се обитеш во некој друг дел кај што е опфатена уметноста? Кажа на почетокот дека не си по пењето. Имавме таква една идеја да почнеме со пење. Јас многу сакам пење. Сакаш музика, така? Сакам музика, меѓутоа мислам некои тонови можам да фатам, ама сега во емисија да се обидам, тоа би било премногу. Меѓутоа што е следно? Следни се многу проекти. Работам повторно книга, која што е со цртежи, уметничка. Оваа книга траги на времето отиде буквално на сите континенти, така да ова се последните примероци што може да ги видите. Така да се планира и второ издание на оваа книга. Се подготвуваат многу проекти во периодов, сум многу активна, така да се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да разговараме. Секогаш. На моје огромно задоволство, мислам дека тука веќе ни е крајот за овој разговор, меѓутоа ти остануваш овде, предизвикот останува. Значи го чекам јас мојот портрет, нема да го дзирнам, да видам како тоа ќе излезе. Многу ти благодарам. Ти посакувам многу успех и сакам да останеш тука во Македонија. Сакам да не напушташ, да си одиш, бидејќи вакви млади луѓе, вакви деца, ваква младина сузе ни е многу потребна, бидејќи светот останува токму на нив. Јас слободно и ти можеме да кажеме дека Славица е за нас дете со оглед на тоа што јас сум дупло постара од незе. И не е толку важно колку сме постари од незе, важно е да ги зачуваме младите професионалци, луѓето, уметниците и сите оние кои што навистина ни се и нас инспирација и на нивните врсници кои што се уште не детектирале и не пронашле некој талент, а кога поседуваш одредени таленти како што таа го има, нели, овој голем раскошен талент, тогаш е навистина благослов за сите кои ја имаат во опкружувањето, бидејќи сите знаеме колку е прекрасно да се живее со уметност, со уметник до себе. Јас сакам само едно прашање да ја поставам на Славица со оглед на тоа дека навистина иконата ми делува толку многу величенствено, толку многу моќно и толку добро е изработена. Јас сум лаик во уметноста, меѓутоа од она што успеав така малку да ја анализирам, навистина врвна изработка на Света Петка. За колку време се изработува една ваква икона, Славица? Подолго време, неколку недели, да речеме, една икона се изработува. Потребно ли е да се навраќаш одново и одново, да ја оставиш да преспие, да одседи, да и се навратиш пак?
Таа се работи во слоеви, слој по слој се работи, така да се почнува всушност од темна позадина. Ова нема ништо од овие потези што на крај вие ги гледате кога ја започнувам и потоа дел по дел ја осветлувам за да стигнам, така да имам многу работа и многу трпение. А јас имам завршена конзервација, како што спомнавме, така да сум била во допир со оригинални икони од Дичо Зограф, од врвни мајстори и тоа многу ми помогнало за моите икони. Секоја чест. Се е тоа школо кое треба да се изоди, да се изучи и да се почне да се применува. Браво. Навистина ти се восхитувам и на талентот и на она што го изработуваш, секоја чест. Ке циркаме ние подоцна во твојата работа.